корелацијата меѓу потребите од стручните кадри на стопанските субјекти, компаниите во нашиот град и понудата што ја даваат нашите средни училишта за стручен кадар за непречена работа на овие компании. Мислам дека локалниот економски развој на секоја општина, па и на општина Прилеп, токму од ова зависи дали имаме доволен број на кадри оспособени во сите стопански субјекти каде што има недостаток. Ова е втора година веќе што во општина Прилеп тоа се прави и тоа во средното општинско училиште Ристевски Ричко, каде што имаме дуално образование на две струки, на два профила, едниот е електротехнички дел, каде што одат во фирмата Витаминка, што ми е посебно драго, и фирмата, тоест компанијата Гентен. А додека другиот профил е механичкиот дел на машинство, каде што 50% од своето учење после теоретскиот дел, практичниот дел го обавуваат во компанијата ВИК. Ова е еден податок што ме радува и мислам дека тоа е клучот на успехот и на компаниите каде што не сасуваа работна сила и на средните училишта да продолжат во таа насока да ствараат кадри за воидниот период. А преку овој диалог сакаме да создадеме доверба помеѓу училиштата и компаниите на локално ниво, но исто така и да профилите кои што ќе ги отвориме во средните стручни училишта за 2021-2022 како учебна година да бидат согласно нивните потреби и да се трудиме да што поголем број од учениците кои што ќе се запишат во тие струки да понатаму може да имаат пракса во компаниите. На тој начин компаниите добиваат можност и да го спремаат својот иден кадар и да вложувањето го направат во периодот на образование, а не пост образовниот процес. На тој начин имаме и поквалитетни работници, но исто така и ученици кои што ќе бидат поспремни за своите идни работни места. На овој начин продолжуваме да го водиме овој социјален диалог за да може кога ќе излезат повиците за запишување да бидат тие усогласени на локално ниво и согласно потребите на реалниот сектор, но исто така и согласно препораките на училиштата. Дополнително Министерството за образование и наука за да ја поттикне заинтересираноста на учениците за запишување во средните стручни, ќе имаме политика на стипендирање на средно стручно образование и оваа година се покажа успешно, но во поголем обем и поинтензивно ќе биде стипендирањето и порано ќе биде објавата за стипендирање на средните стручни училишта или заедно со повикот за на тој начин да може да обезбедиме да учениците можеби имаат и дополнителна мотивација. Оваа стипендија која што ќе добиваат од државата нема да се коси со можните стипендии кои што компаниите исто така може да ги даваат на учениците во средните стручни училишта. Општина Крушево активно се вклучува на овие реформи, што значат раст и развој на економскиот развој не само на локално ниво како општина Крушево, туку и регионален развој на општините, со тоа што овие кадри, односно овие кадри кои ќе произлезат од средното образование би произлегле во иднина и меморандуми за соработка за идно нивно вработување, каде што овие компании пројавуваат свој интерес да го вложат својот капитал, каде што имаме свежа работна сила која ќе им излезе во пресред. Стопанската комора секогаш прави на годишно ниво анализи. Првично беше на централно ниво, меѓутоа сега се спушти и на регионално ниво, преку регионалните комори и секогаш имаме една иста јасна слика. Тоа е потребни се оние квалификации кои што бараат ниски мануелни вештини, односно бравари, заварувачи, механичари, електротехничари, електричари, кои што и оператори со CNC машина кои што директно можат да се вклучат во работните процеси.